Добар ден, драги слушатели на Радиото Слободна Македонија. Денеска имаме многу интересни гости и они се тука со една причина, од една многу значајна креативна причина која е навистина интересна. Всушност, еве ќе ја најавам, тоа е една песна, се вика песната Зета Македонија. Оваа необична песна е инспирирана од македонската митологија. Таа е плод на долгогодишното истражување на древни надписи со македонско писмо, јазик и култура. Авторот ја прогласува за прва химна на светот. Таа е химна на првата земја која представува центар на светот, според мајката во пролетта, наречена е Македонија. Таа е химна на владетелот Зет, кој го персонифицира божеството Сонце на земјата или Ил. Тој е цар на својата територија и според неговата титула, неговата земја е Зета Македонија. Да слушнеме прво химната Зета Македонија, инаку за прв пат објавено на Радио Слободна Македонија ден 2 август 2014 во чест на празникот Илинден. Во студиото се наоѓаат авторите, фактички авторот и неговиот тим, исто авторски тим. Текстот е на Бранко Сотировски, композиторот Сашо Ливрински и интерпретаторот Серафина Фантаузо. Добар ден им пожелувам на нашите драги гости. Добар ден. Добар ден. Добар ден. А сега може да идеме со песната Зета Македонија. Gledam me
Да го замолиме прво авторот на песната да ни се представи, тоа е текстописецот, и објасни кој е неговиот мотив за создавање на вакво дело. Јас сум Бранко Сотировски, ликовен уметник и истражувач на древните македонски надписи и автор на песната Зета Македонија. Ги поздравувам сите слушатели на вашето радио, Радио Слободна Македонија, а особена чест ми е во оваа прилика да ги поздравам и сите македонисти во земјата и светот кои ја представуваат македонската научна фаланга. Тие се мегалитски ѕид или Дух Божи Македон, поставени во одбрана на македонскиот идентитет и нашето свето име Македонија. Како што се Ташко Белчев, Васил Илјов, Ристо Поповски, Маргарита Китан, Ангелина Маркус, македонката Ката Македон и други. Основниот мотив за создавање на песната е презентација на македонската митологија, а воедно и промоција на мојата книга со наслов Зета Македонија и поднаслов 400.000 години писменост, македонска цивилизација на 5 континенти, традиција до денес. За жал, овој мој научен труд, кој е подкрепен со пишани документи, откриени широм светот, а датирани од науката, за поголем дел од западно-научниот свет, ќе биде несватлив поради нивната логика на оспорување и присвојување на туги вредности. Причината за оспорувањето е едноставна, поради нивното негирање и толкување за историјата на Македонија и македонската цивилизација како историја на светот и поради нивните присвојувања како своја историја, не сакајки да прифатат дека македонската цивилизација е основа на сите новопрогласени држави во незиното непосредно обкружување и пошироко. Може накусо да ни објасните кој е таа македонска митологија? Во песната се опева создавањето на светот преку македонската митологија и тоа на големата мајка на воскресението, сонцето, космосот, сојот, ројот, родот македонски и Македонија рајот на земјата и Васионата. Да го објаснам веднаш зборот Васиона. Тој е македонски збор со значење за вас и она, или за вас, божествените македонци, таа го раѓа, го воскреснува Господовиот поглед Дзе, што представува Дух Божи Македон во Васионата. Теоријата за настанокот на светот од екс нихило никогаш не се содржала во македонската митологија. Васионата е состојба на светло и темно. Темнината е светла, а светлината темна. Тоа значи дека големата мајка е мајка, создадена од светлина и темнина. Развојните фази на создавањето на светот е следниот. Светот не е создаден од Господ, светот го раѓа големата мајка, воскреснувајќи го Божјиот поглед Дзе. Потоа Божјиот поглед Дзе се вселува во устните на мајката Елена, која ја раѓа Вселената, со сите звезди, а околу секоја звезда ќе роди по една земја, наречена Маричка Божја. Земјата во одреден временски период, пред 3,5 милиарди години, ќе биде Мадон пролетна, која ќе прерасне во Мадонка оплодена, па Македонка во раст. Галена од Сонцето во одреден временски период ќе прерасне во мајка родилка, заштитничка на куќата и создавач на Македонија рајот. Намистина фасцинантно. Покрај митот за големата мајка, што друго се опава во песната? Во песната се опева митот на нашиот Господ Сонце, наречен Или, Илјо, Иле, Ил, Духот Божи Македон и божествените македонци. Ова све е кажано од митолошки поглед. Дали песната има некаква порака? Со песната или химната се опева македонската вистина, со дешифрираните текстови од спомениците на културата пронајдени на 5 континенти, обработени во мојата книга, дигитална верзија Зета Македонија том 1, која е објавена на мојот сајт zetamacedonija.com и Зета Македонија том 2, кој наскоро треба да излезе од печат. Во овие две книги презентирано е сведоштво за македонската наука, уметност, спорт, писмена, јазична и културна традиција со старост најмалку
од 400.000 години со континуитет до денес, преку божествените владетели, зет и невеста, тешт и тешта, државата Зета Македонија и македонскиот народ, наречен од своите поданици богови македонци. Па се до денес, до денешните обичаи, народни верувања, традиции и друго. Во песната се чувствува силна мистика. Меѓу другото, песната го опева создавањето на светот, со двете тројства, а тоа се светото вишо и световното нижо тројство. Светото тројство е составено од Господ Сонце или Ил, пролета Дон и Духот Господов Македон. Световното тројство се состои од сончевиот зрак Ил, земјата Мадон и божествените македонци. Радио Слободна Македонија. А сега, еве тука и нашиот композитор на музиката и би го замолил композиторот да ни се представи и да ни одговори на прашањето какво чувство му произвел текстот од прочитаната книга Зета Македонија и самиот текст на песната која го опева раѓањето на светот. Повелете. Пред се да поздравам вас, вашата емисија, слушателите на Радио Слободна Македонија. Јас сум Сашо Ливрински, професор по музика во гимназијата Коч Рацин во Скопје, Јорче Петров и долгогодишен член на музичката група Академци. Со компонирање се занимавам од средношколските денови, поточно деновите поминати во Средното музичко училиште во Скопје, за да продолжам како студент по композиција на Факултетот за музичка уметност, исто така во Скопје. Морам да признам дека од досегашните околу 500 музички дела што ги имам создадено, ова последново, текстот на книгата и текстот на песната Зета Македонија ме стави пред навистина тешко и одговорно искушение. Пред се затоа што се сметам за одговорна личност, но повеќе заради фасцинираноста, воодушевувањето, па и специфичната гордост што во мене се роди читајќи го истражувањето на господинот Бранко Сотировски. Ваков наплив на емоции и чувства, и тоа одеднаш немав до тогаш доживеано. Со секое наше наредно гледање, само ги предоживував истите чувства и емоции и буквално ме обзедува, па немав друго, нели, по наводници чаре, освен да се нафатам целата приказна да ја претворам во музика, односно мелодија и оркестрација. Знаејќи дека всушност сите мелодии и музики се напишани некаде во природата, во вселената, мене ми преостана само уште еднаш да ја потврдам општо познатата теорија, тоа дури од антиката, колку што знам јас, дека авторите се всушност еден вид медиуми, посредници меѓу оној и овој свет, и да им се препуштам на она што ќе ми го издиктира висшата сила, уредно да го запишам и се разбира обработам како свесен занетлија. Фантастично. Ќе ни кажете ли нас и на слушателите на Радио Слободна Македонија со кои музички изразни средства ни го представивте раѓањето на светот? Вака, пред официјално да започнам да создавам композицијава, задолжително го поминав периодот на така наречена инкубација, што секој сериозен автор мора да го помине, како еден вид несвесно подготвување за раѓање на музичкото дело. Олеснителна околност беше дефинираниот текст за мелодијата, но и познатиот факт кој ќе ја интерпретира мелодијата, што е од исклучителна важност пред мене, бидејќи во самата мелодија, освен што таа треба да има собствени карактеристики, треба да биде вплеткан и карактерот на изведувачот, а во овој случај тоа е господица Серафина Фантуза. Така се роди првата мелодија како главна носечка низ целата композиција, и како прво музичко изразно средство што го искористив. Во оваа мелодија има многу мистика, возвишеност, мајчинство, всушност се што би требало да ја карактеризира големата мајка според македонската митологија. Тука јас ќе дадам и мала дигресија, да се надоврзам на ова големата мајка. Според мене нема жена која што е способна да роди, а да не има овие карактеристики да биде големата мајка, бидејќи тоа е едно од најголемите тајни создавање на живот. Во линеарна смисла, делото постепено се искачува кон врвот, ја доживува кулминацијата и завршува со Македонија во 21 век како еден вид резиме или поента. Во формална смисла може да се означи како триделна форма со букви А, Б, А, на која и се наметнува Македонија пак во 21 век како за крај.
Значи, веќе 2 пати ја споменувам Македонија во денешно време, оти според моето перцепирање, всушност и главната цел на книгата и на музичката композиција заедно е промовирањето на Македонија како држава и народ со многу длабоки корени, спротивно на многу душегрижници, странски и домашни, што ја прикажуваат со сите сили во обратна насока. Од естетска гледна точка се потрудив во ова сериозно дело да вкорпорирам многу во наводници естрадност, во смисла да е прифатливо за поголем број слушатели, од наводници пак најниските до највисоките, не се мисли на буквално височина, зашто ако не е така, тогаш целта би била промашена според мене. Затоа употребив тонален музички јазик, кој во европската музика датира од времето на хуманизмот и ренесансата, што значи до ден денес е тоа околу 5 векови, а се покажа како најприфатлив за најголем круг љубители на музиката, нели, тоа беше и целта, поголем круг на луѓе да се најдат во самата композиција. Динамичките нијансирања се едни од најкористените изразни музички средства, па овде доаѓаат до израз водоловување на мистичните тивки на италијански пијано. Ова намерно го потенцирам италијански затоа што за жал или за среќа италијанските зборови пијано и форте се втемелија во музичкиот речник како такви, значи пијано значи тивка на македонски делови и се до силните на италијански форте делови во, например, типичната акламација во почетокот на втората строфа, каде што 3 пати се повторува и не е случајно 3 пати, затоа што бројот 3 има повеќе од историска важност за човештвото. Македонија зета наша 3 пати. Акламација. Македонија зета наша, или Македонија држава наша, Македонија наше место. Како сакате преведете го, се е во корис на Македонија како нешто што е наше. Која е подпомогната со масовен машки хор како представници на боговите македонски, односно народот македонски. Најкарактеристичен дел од формата АБА е делот Б, средишниот дел, со така наречените додолски песни, кои според македонската митологија биле распространети низ сите континенти, а се најкарактеристични токму за денешна Македонија. Тој е за разлика од другите делови и најритмичен, каде што до израз доаѓа и македонскиот музички древен инструмент тапан, со што се прави поубедлив печатокот за довикување, односно молење кон македонскиот бог Ил за крајната цел да ја оплоди Македонија. И пак ќе направам, ако ми дозволите, на мала дигресија, кога ова парче земја што останало од таа зета Македонија, ќе го анализирате, тоа е навистина многу плодно. И во буквална смисла на зборот, како плочева, но и во смисла, пренос на некоја смисла на зборот, раѓа многу големи умови што се важни и за светската историја. Уште една мала дигресија, ако ми дозволите, читав во, не знам кој вестник беше, не е ни важно, македонски вестник, каде што е германски агроном вели за Пелагонија. Ја посетил вели, ако ова парче земја го има во Германија, ние Европа 3 пати ќе ја храниме со нивната технологија. Сакам да кажам колку е Македонија плодна во таа смисла. Од мои лични испитувања на луѓето што ја слушнаа композиција, че не направив на моја лична сондажа, највеќе емоции и допаѓање им буди токму резимето, последниот дел, или популарно со музички речник кажано кодата, односно Македонија во 21 век. Тука за момент го напуштам тоналниот музички систем. Во буквална смисла, кавалите, тапанот, зрулата, гудачките инструменти, сите тераат, народски кажано, своја политика, но за чудо се вклопуваат во една целина која што кај македонците буди највеќе емоции. И се запрашав зошто е тоа така. И според мен има само една голема причина. Односно, првата причина е вкорпорирана во големата причина, а првата причина е употребата на седомосминскиот ритм, кој што од сите фолклористи, но македонски, но и светски фолклористи е прогласен за национален ритм на македонците, каде што кој што ритм е составен од еден триделен и два дводелни ритми. И сега пак ќе направиме на мала дигресија, бидејќи сум, нели, тоа ми е некоја професионална мана, поготоа кога зборувам за фолклор, да вистина кај мене адреналинот се качува, и кога предавам на моите ученици. Замислете, значи, сите силни светски валцери,
се напишани во триделен ритм. Сите силни полки, симфонии, джез музика, модерната забавна музика западноевропска се напишани во дводелни ритми, а тие два го има се вкорпорирани во еден заеднички 7/8 ритм. Тоа значи колкава сила има тој наш 7/8 ритм. Значи всушност не е од ништо создаден 7/8. Дори јас сега можеме слободно да кажам дека од 7/8 се создадени овие триделен и дводелен ритм, со кој што западноевропските музичари, културни работници толку многу се фалат. Браво. Да речем. Главната причина зашто е тоа така, според мене, долгиот временски период кој го третира и книгата на колективна македонска свест, поврзана исклучиво со нашиот фолклор, која се пренесува со генерации наназад, а бога ми нанапред, така да ќе се пренесува секако, така да останува на нас современите македонци колку што е можно повеќе да ја иницираме, зашто е можно повеќе да излегува на површина. На крајот, ако ми дозволи Бранко, сакам да се заблагодарам што мене ме ангажира од толку многу вистински врвни композитори во Македонија, да ја обликувам музиката за строфите што тој ги прилагоди за оваа прилика и да му посакам успешно презентирање на се што открил досега и ќе открива виднина во врска со Македонија. Твоја фреквенција. Радио Слободна Македонија. Ова навистина беше прекрасна музиколошка експликација од страна на композиторот Сашо Ливрински, кој е дел од овој тим. Многу истрпно. Прекрасно, да, од овој ентузијастички тим, во кој има една прекрасна дама, која е интерпретатор и би сакал она да ни се представи и да ни раскаже за нејзините впечатоци. Ви благодарам. Јас сум Серафина Фантауза, вработена во Македонската опера и балет. Оперски пејач, хорски оперски пејач, пејач на духовни песни, забавни, народни, во последно време музика за душа, а како што слушнавте веќе е ова прекрасен ораториум кој го напишаме од колега Сашо Левински, благодарение на господинот Бранко кој не ангажираше да учествувам во овој тим. Јас им се заблагодарувам што мене како пејач всушност ме воскресна на некој начин, бидејќи сум долго време во сенката на медиумите и на гледаноста. Иако знам дека тоа што го работам, знам да го работам и навистина го работам од срце, затоа што сум родена, имам голем талент и потенцијал. Ме фасцинира сознанието дека македонската цивилизација всушност е почеток на постанокот на светот. Бев многу воодушевена од тоа сознание. Им благодарам на господинот Бранко, која напиша најстарата химна, која воскресна химната на Македонија, Зета Македонија. Мене не понесоа моите емоции во музиката што ја напиша мојот колега Сашо Леврински, кој на многу убав и мајсторски начин. Прво почнува духовно, како да излага гласот од катакомби, кога се молеле нашите македонци и по преисторијата, тоа пред 1000 години пред нашата ера, затоа што човекот секогаш верувал дека има нешто надприродно што го води и што му дава сила да иде напред. Што од праисторијата е до денеска и тоа, мислам, чувството го има секој човек во себе и го носи. Потоа, тој, знаејќи ги моите гласовни можности, не случајно тој и мене ме одбра за да испеам јас ова песна, да учествувам во раѓањето на оваа химна. Века Серафина, тука ќе почнеш, века, така духовно, века ти знаеш, си пеела по црквени хорови, знаеш тоа да го направиш, се разбира, викам, Сашо, нема проблем. Ќе го направам тоа, ќе го додам, бидејќи тоа ми излага од мојата душа, од срцето, од чувството, од енергијата која носам во себе. А вика, ќе идеме напред, вика, кон новиот век, вика, 21 век, вика, тука ќе почнеш ќе удиш, вика, оперски, вика, тука си ти вработена во операта, во културата, вика, покажи дека знаеш, вика, и оперски да пееш, покажи го, вика, не го крив од глас. Бидејќи толку години јас настапувам, пеаме народни песни, си ги пеам обично народни, како што се пеат народните песни.
Затоа што мојот глас е како камелеон, го правам секако, како што сакам, така ќе го направам. И за мое големо, мислам, задоволство, песната испадна многу убаво, им се допадна како сум ја спеела, како сум ја интерпретирала и ми кажуваат дека стварно е милен, вика, и за уво, вика, и за око, вика, да се гледаш, вика, и да те слуша човек, вика, убаво е чувството. Ако смејам да додадам, таа имаше една, како да кажам, значи, еден решителен услов кога решиме со Бранко да биде Серафина. Че беше, ако се надевам дека двајцата нема да ми простат, бидејќи јас сега влегувам во тоа што ќе го кажам, во таа група на луѓе. Таа беше доволно луда, покрај двајца лудаци, до ова да го направат. Браво, и незиното име Серафина е ангелско, така? Се разбира? Браво, ова е навистина еден феноменален тим кој се надевам дека ќе го зголами ова дело и дека сценски можеби ќе се постави еден ден како ораторија или како опера, можеби, зашто да не, со Господ напред. А сега да се навратиме на авторот на текстот Бранко Сотировски. Како го почувствувал од пеаниот текст? Каков е вашиот вплечаток во однос на оваа авантура креативна? Јас сум благодарен на композиторот Сашо Ливрински, тој е големиот мајстор на музиката, напишана за песната Зета Македонија. Композиторот со неговата музика, заедно со текстот, е персонификација на богот Сонце или Ил. Персонификација на сончевиот зрак, наречен Ил, во вид на самовила е интерпретаторот Серафира Фантаузо. Незиниот глас ја представува големата мајка која го раѓа воскресението, навасионата, мајка родилка на Вселената, мајка родилка на живиот свет на земјата. Незиниот глас го симулира раѓањето на Македонија рајот, на земјата и космосот. Благодарен сум и на изворениот хор, двата тенора и двата баса, кои ги представуваат синовите господови, наречени богови македонци. Со еден збор, создавачите на ова уметничко дело го содржат принципот на Светото Тројство, и тоа Господ Сонце или Ил, големата мајка родилка на воскресението и Божите деца, божествените македонци. Прекрасно. Интересно е да се вратиме на содржината на песната. Споменувате дешифриран текстот пред 400.000 години. Ова е стварно фасцинантно, мислам. Да. Тој текст се наоѓа на една коска пронајдена во Бизлингслебен, денешна Германија. Напишано е со македонски слова во вид на сончеви зраци и на македонски јазик. Линиите ги представуваат и светлоста, просветленоста, знаењето, светите букви со кои е напишана еротска порака за создавање на животот на земјата. На коската пишува: гледај и со неја имаш, и гледај, гледам месеци, само имај сијај, сега јасно сијај, сега јас во месеците со уем. Се слушаат додолски песни. Додолските песни се пеат само од македонскиот народ, денес распространет низ половина Европа. Оваа додолска песна е запишана во Јужна Америка, во пустината Наска, денешен Перу. Пустината е голема околу 520 квадратни километри. Во неја има огромни записи во облик на цртеж лигатури. Наска линиите представуваат македонска библиотека. Таму, како и на другите места низ светот, е запишана историја на постанокот. Предпоставка е дека тие се стари 100.000 години. Такви цртеж лигатури се среќаваат и на територијата на Австралија. Да. Во Националниот парк Какаду, Австралија, се среќаваат текстови како цртеж лигатури со старост од 20.000 години, 6.000 години пред нашата ера. Текстот е напишан со македонски слова цутни, кирилица и латиница и на македонски јазик. Се среќава името на владетелот Итунтешт и името и презимето Ис Дон. Името Ис е скратенка од Исус, со значење или одбележување на вкупната жива природа. Именката Дон, по моје мислење, представува пролет, а по мислењето на повеќето аналитичари, Дон представува ниска земја.
се среќава и името на царството Зета Македонија. Може да ни објасните кои се тие слова цутни и што се тоа цртеш лигатури? Господ Сонце или Ил на своите деца, боговите македонци, божествените македонци, им подарува ум. Умот го произведува првиот глас. Со првиот глас се јавува првото свето слово како символ, како еден цут кој не представува плод. Од повеќе слова цутни во вид на плод, божествените македонци ја создале светата словарница. Со умот, писмото и броевите, македонците ја развиле науката, уметноста, спортот и митологијата за големата мајка на воскресението, сонцето, космосот, сојот, ројот, родот македонски и Македонија рајот на земјата и Македонија рајот во вселената. Со Божиот дух Македон наречен Дзе. Лигатурата или легатурата се слеани знаци. Македонските слова легнати врз господаречката фигура, наредени во една композиција во облик на реалистички цртеж, представува лигатура или цртеж лигатура. Тоа е врв на македонската уметност, оставена како подарок од боговите македонци во континуитет од пред 400.000 години се до денес за божествените македонци. Во контекст на објаснувањето на лигатурата би го спомнал митскиот бог Хермес. Од поновата македонска митологија, Хермес е син на Зеус и мајката Плејада Маја. Тој е гласник на боговите и предводник на мртвите во подземниот свет. И затоа би цитирал еден схоластичар кој вели: Хермес ја согледа целоста на сите нешта. И откако ја виде таа целост, тој разбра се. И откога разбра се, тој ја придоби моќта да расудува и да насочува. Всушност, нештата тој ги разбра, ги нацрта. И откога ги нацрта, тој ги скри. Зошто за повеќе посака да молчи, а не да говори, за да ги бара нив секој народ роден по големиот светски потоп. По терминот големиот светски потоп се подразбира потоп кој не е од вода и не е на земја. Потопот е метафора за одродените македонци кои ја уништиле македонската држава на 5 континенти и ја уништиле македонската наука, уметност и спорт и митологија. Потопот всушност е потоп на умот. Низ историјата постоеле повеќе потопи. Еден од тие потопи е појавата на христијанството. Радио Слободна Македонија. Најубавиот и најразиграниот последен стих зборува за некакви дарови. Што се тие всушност? Последната строфа е текст дешифриран од култен сад од локалитетот Велушка Тумба, Пелагониски регион, Република Македонија, од историскиот временски период на Зета Македонија од пред 4800 години, 4250 години пред нашата ера. Садот со насликаниот суд, со собствен стил, стилски израз, е цртеж лигатура. Тој е символ на пролетта, љубовта, цвеќињата, убавината, символ на престој на Божиот дух Македон во форма на капка роса, символ на Маричка Божја, Мадон пролетна, Мадонка оплодена, Македонка во раст, Мајка родилка и Македонија рајот. Мотивот е во форма на пупка, отворен цуд, оплоден цуд, зачетот на плодот, почеток на воскресението и раѓањето на рајот. Садот е символ на даровите од Македонија, а тоа се светлоста и просветленоста. Тоа е писмото, науката, спортот и митологијата. Садот со нацртаниот цуд представува дар од македонскиот народ кој живеел на сите 5 континенти, оставајќи го во наследство и на другите племенски заедници кои биле нивни поданици. Садот е символ на историјата на светот заедно со македонската писмена, јазична и културна традиција. Химната Зета Македонија е преведена и исполнета на англиски јазик. Зошто се одлучивте на тој чекор?
Химната Зета Македонија е преведена и испеана на англиски јазик. Јас би сакал таа да се преведе и на други јазици. На тој начин, химната или песната Зета Македонија да се приближи до сите луѓе кои не го говорат македонскиот јазик. Преведувањето има символично значење затоа што македонскиот јазик е основа на сите светски јазици. Македонскиот јазик е создаден во сооднос заедно со светите слова, формирајќи ја светата словарница, која била фонетска, денес наречена кирилица и латиница. Тој е основа на сите подоцна формирани словарници. Македонците од пред 400.000 години во континуитет до денес пишуваат во стихови. Во мојата книга Зета Македонија том 2 има обработено околу 200 древни текстови. Јас се надевам дека дел од останатите стихови ќе се испеат со соодветна македонска музика на македонски јазик и преведени и на другите јазици. Ова е навистина прекрасно. Сега ќе ни дозволите да ја слушнеме песната уште еднаш, преведена и исполнета на англиски јазик. И воедно ви благодарам за учеството во емисијата. Благодарим на поканата. И јас ви благодарам. Јас ви благодарам за оваа прекрасна емисија и би сакал да упатам еден поздрав до слушателите на Радио Слободна Македонија во Македонија и ширум светот. Македонци, гордејте се со името Македонија. Каде и да живеете, таа земја е дел од Зета Македонија. Како божествени македонци, Македонија рајот ве очекува. Македонија е земја на пролетта. Историскиот период од 400.000 години на Зета Македонија представува македонска цивилизација. Запомнете, Македонија е историја на светот. За многу години, за столуни. Ви благодарам уште еднаш. Ова беше квинтесенција со Ацо Станковски, радиодифузно друштво Слободна Македонија, 27.8.2014. I see the
Il